Почитувани, добре ни дојдовте во уште една сезона во емисијата Спортодром со Мики. Сезона ние го подразбираме оно што се случува, нели, есенски пролетен дел. Значи, ова е пролетниот дел од сезоната 2025-26, меѓутоа, во секоја сезона, нели, имаме два дела, односно две наши сезони. Исто како и спортистите, и ние имаме есенски и пролетен дел, односно летен. Што да ви кажам, 2026 година дефинитивно е спортска година. Зошто? Годината ја почнавме со Европското првенство во ракомет. Можевме да научиме многу работи. Можевме да научиме дека модерниот ракомет се игра брзо, со многу трчање, меѓутоа пред се со памет во глава. Видовме голем број на звезди во подем. Македонија 14-та, колку ќе ни помогне за пласманот на светското првенство, има време, ќе видиме. Сакам да кажам неколку збора за тоа дека не само Македонија, туку голем број на репрезентации ги подмладуваат своите состави. Меѓутоа, за разлика од кај нас, каде младите се на возраст од 23-24 години, во модерниот ракомет, во светскиот ракомет, таму младите имаат по 17, 18, 19 години. Очигледно временската рамка ни е промашена. Бевме сведоци на еден фис во редовите на Шпанија. Бевме сведоци на еден Јури Кнор во редовите на германската репрезентација. Бевме сведоци на голем број млади ракометари, кои чисто време допрва доаѓа. Страф ми е да не сгрешам, но сгрешил, не сгрешил, кои работи тој греши, нели? Го видовме уште еден Гргич, ми се чини во родовите на германската репрезентација и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека нема веќе време за чекање. Нема време за чекање нашите спортисти да станат полнолетни, да станат искусни веќе 23, 24, 25, 26 години, додека светот таму веќе 7-18 годишници растор прават. Како да е, Европското првенство се заврши, Данска покажа зошто е апсолутен, доминантен, јас ке речам, поим, кога машкиот ракомет е во прашање. Данците на светската титула, на олимписката титула, ја додадоа еве и европската титула. Секоја чест за данците. Може би изненадија со пласманот хрватите, дефинитивно изненадија португалците со пласманот. Имаше репрезентации кои што потврлија од калиберот на, што знам, Франција пред се, од калиберот на Шпанија, пат би ги додали и нашите соседи Србија и Црна Гора, кои беа, патем речено, послабо пласирани и рангирани од македонската ракометна репрезентација. Како заврши Европското првенство во ракомет, кошаркарите веќе беа активни, македонските, стартуваа ракометарите овој месец, меѓутоа овој месец стартуваш уште еден грандиозен спортски настан, светски, од светски размери. Станува збор за 25-тите зимски олимписки игри. За прв пат зимските олимписки игри се одржуваат во два града. Милано и Кортина.
Двата града се на северот на Италија, меѓутоа Милано е западно, Кортина е источно. Чисто да знаете. Според официјалните статистики, 92 земји учеснички. Македонија со 4 спортисти. 2871 учесник, 1533 мажи, 1338 жени. 116 надпреварувања во 8 спортови, во 16 дисциплини. Почна Зимските олимписки игри на 6 февруари, ќе биде затворена оваа олимпијада на 22 февруари. Еден интересен податок, следните олимписки игри 2030 ќе се одржат во Франција, на француските Алпи, а 2034 мене ми се чини во Јута, во Соединетите Американски држави. На оваа олимпијада, 25-та поред, во Милано и Кортина, за прв пат ќе се одржат надпревари во скијачко планинарство, како олимписки спорт. И тоа да ви биде јасно, гласно и така натаму и така натаму. Веќе неколку интересни настани ја одбележа ова олимпијада. Пред се тука е страшниот пад на Линдзи Вон, легендата на алпското скијање, таа дури искрши нога, итно беше префрлена во болница, оперирана е ногата и да се надеваме дека брзо ќе заздрави, меѓутоа годините си го прават своето, па барем кога скијањето е во прашање. Нема да ви должам сега за олимпијадата, бидејќи се сами почетоци, ќе ви кажам само гледајте олимписки игри, вие што имате можност. Интересни се, како почеток на олимписките игри, интересни се настапите на женскиот хокејарски турнир. Гледате женски хокеј. Навикнати сте на оној машки хокеј со многу грубости, судири и така натаму, да го видите тоа во женска верзија, во женска изведба. И сега да завршам со оние спортски настани кои што ќе одбележат 2026-та, ќе завршиме со мундијалот фудбалски, светското првенство во фудбал преку барата во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада, 3 града домаќини. Сега можеме слободно да му се вратиме на она за што ние денеска сме тука. А тоа е се оно што се случува во македонскиот спорт. Пред се ќе кажам, се оно што се случува во домашниот, овде во кавадаречкиот спорт, во тиквешкиот спорт, па надвор од границите на нашата општина, нашиот регионално покриваме и на ниво на држава, што се случува, како се случува и така натаму и така натаму. Ке имаме гости во студиото, почнувајќи од стручни лица, од стручни кадри, од познати спортисти до анонимуси кои што допрва треба да станат познати, односно ќе им обрнеме внимание и на оние помладите спортисти. Затоа нема да зажалите ако останете на оваа фреквенција. Нормално тука се информациите за резултатите, табелите, следни кола, настани, можеби наши анализи и така натаму и така натаму. Одиме по нашето непишано правило, како и секогаш со најважната споредна работа во светот. Фудбалското првенство во Македонија се уште не започна, меѓутоа ќе започне утре. Прва македонска фудбалска лига, 17-то коло, прво пролетно. Значи, со надпреварите утрешни, стартува првото пролетно коло. Јас веднаш ќе ви кажам дека
мака мачиме со собирање на прецизни, точни информации, значи можеме да тресеме ние колку сакаме, како сакаме, меѓутоа мораме да бидеме прецизни кога се однесува на вас. Според оние последни информации кои што ги имаме, утре ќе се одиграат само 2 средби. Дербито на колото помеѓу Шкендија и Струга Тримнун, еве гледате и на вашите екрани, и Шкупи ГФК Тиквеш. Меѓутоа, Шкупи има големи проблеми, редица други работи, па затоа постигнате договор. Надпреварот Шкупи Тиквеш да се игра во Кавадарци. Утре 14 часот градски стадион Кавадарци, Шкупи Тиквеш. Тиквеш ќе биде гостин, Шкупи ќе биде домакин. Тоа е за утре, вторник. Во среда исто така 2 средби. Вардар, одбраната на есенската титула, ќе стартува против Арсими, а Силекс во Кратово го пречекува Башкими. И во четврток Брера во Струмица ја пречекува Македонија Ѓорче Петров, а во дербито на дното Пелистер во Битола ќе игра со Работнички. Еве да ве потсетам како изгледа табелата во првата македонска фудбалска лига по есенскиот дел, значи по 16 одиграни кола. Вардар прв 42 бода, Струга 41, Шкендија на третото место има 36. За титулата јас ми се чини тука некаде. Силекс има 31 и тука некаде борбата за Европа. По 22 бода имаат Арсими и Башкими, Брера има 19, Тиквеш 18, 16 има Пелистер, Македонија Ѓорче Петров 15, Работнички 7, Тиквеше Шкупи е последен со само 1 освоен бод. Следното коло се игра на Свети Трифун. А Тиквеш во Кавадарци треба да игра со Шкендија. Сега, бидејќи ова коло, 17-то, ќе заврши во четврток, не ме држете за збор, ќе има ли нешто во петок, или така натаму и така натаму, според оно што јас успеав да го добијам како информација, можно е Тиквеш да игра баш на Свети Трифун. Тоа е сабота 14 февруари. Значи, Тиквеш Шкендија, останатите парови се Работнички Вардар, Струга Силекс, едно дерби, Арсими Брера, Македонија Ѓорче Петров Шкупи и Башкими Пелистер. Што се однесува до фудбалските второлигаши, тие следното 16-то коло ќе го одиграт на 21 февруари. Паровите се Шкендија Рачиново Преспа, Победа Новаци, Беласица Охрид, Кожув Брегалница, Слога Виница Скопје, Осогово Саса, Детоник Плачковица Големо Конјари и во Тетово гостува Вардар од Неготино. Значи Тетекс Вардар Неготина. Да ја погледнеме и табелата, гледате Охрид на првото место, Вардар Неготино ќе има жестока пролет доколку сака да избори опстанок со потсетување дека лигите од оваа сезона ќе се кратат. Му текнало на некој Шнајдер да изиграва, па сега ќе ги кратиме, ќе се намалува бројот на екипи, па ќе видиме што ќе биде, како ќе биде, кој ќе опстане, кој нема да опстане, кој ќе се избори за повисок ранг, кој ќе се пресели во понизок ранг и така натаму и така натаму. Од фудбалот се селиме на ракометот. Во мошката ракометна Суперлига изминатиот викенд се одигра првото пролетно коло, ако така можам да кажам. Значи, сега бидејќи се одигра средбите, ќе кажам дека остануваат уште 3 кола од редовниот дел, па потоа ќе се поделат екипите на знаете плей-оф и плей-аут. Еве ги резултатите од 19-тото првенствено коло. ГРК Тиквеш Радовиш 44-23. Нашиот состав ја забележа најубедливата победа и во сезоната, но и во ова коло. Охрид Прилеп 28-17, Вардар Куманово 30-20, Алкалоид Пролет 37-29, Струга Бутел 22-34 и Еврофарм Пелистер против Еврофарм Пелистер 2 39-24.
табелата во ракометната Суперлига, 36 бода има Вардар, Пелистер има 32, Охрид и Алколит по 31, Тиквеш и Бутел по 20, Еврофарм Пелистер 2 17, Тинекс Пролет има 12, Куманово има 7, Струга 6 и Радовише без бодови. Сега, не знам колку ќе забележите, 6 екипи што играат во плейоф, Тиквеш и Бутел имаат по 20, ги следи Еврофарм Пелистер 2, кој што има 3 бода помалку. Да подсетам, за победа се добиваат 2 бода. Еве што се случува во следното коло. Тиквеш гостува во Прилеп. By the way, следното коло се игра сега, вторник, среда, четврток. Мене ми се чини дека Прилеп Тиквеш е во среда, дека утре има само еден надпревар, останатите се во среда и така натаму и така натаму. Значи, Прилеп Тиквеш. Бутел дома игра со Вардар. А Еврофарм Пелистер 2 дома игра со Алкалоид. Тоа ни оди по наша корист. Во останатите средби Куманово Охрид, Пролет Струга и Радовиш Еврофарм Пелистер. Сега што се случува? Значи, ако калкулираме дека сите 3 екипи, Тиквеш, Бутел и Пелистер двојката забележат порази, ќе остане разликата од 3 бода. Бутел во следното коло, значи после Вардар, му гостува на Охрид. Еврофарм Пелистер 2 му гостува на Радовиш. Ке биде интересно, меѓутоа Еврофарм Пелистер 2 е во најповолна положба. Гостува кај Радовиш и дома игра со Струга. Тоа се сигурни 4 бода, таму нема бегање. Сега што се случува? Бутел, реков, му гостува, дома игра сега со Вардар, па му гостува на Охрид и во последното коло Бутел игра дома со Тиквеш. И сега една интересна калкулација, што правиме ако си ја средата работа уште предходно и средбата заврши неготина. Круг од 3 екипи, кој е подобар? Меѓутоа, да не заборавиме, наредниот викенд за Свети Трифон, не сум баш сега сигурен дали е баш сабота, ама дај Боже да е сабота, бидејќи ќе има народ, луѓето ќе бидат овде во Кавадарци баш за празникот на Лозарите. Тиквеш во Кавадарци игра со Куманово. Меѓутоа, да не се радуваме пред време, Куманово има солиден тим, а Тиквеш е ослабен. Реков, Тиквеш забележа ептен убедлива победа против Радовиш, меѓутоа Радовиш е многу послаб. И уште едно. Тиквеш одигра па поголем дел од второто полувреме, помал дел од второто полувреме, со кавадаречка постава. Ај сега да ве чуем. На голот Бакив, Ангелов и Димовски, семка, крила. А бековската линија беа Мики Лазов, Наумов и Мартин Тодоров. И на пикерската позиција Леонард Делов. Му текна, му се можеше на грчевски, ги пушти кавадаречките деца. Па одигра добро, солидно. Тодоров си постигна гол, Димитри Ангелов и тој даде 2-3. Дури немаше потреба натурализираниот кавадарчанец, дечкото е од Неготино, го викаат Неготино Експрес, Диме Коцев, да го ставаме во игра колку да потпуни, да речеме, ни фали уште еден да биде кавадаречка екипата, меѓутоа немаше потреба. Го седнавме и него на клупа, зашто имавме кавадаречки деца баш. И баш радо. Да, Делов заработи дури 2 минути. Успеа да заработи дури 2 минути. Како и да е, ќе биде интересно во ракометниот свет.
Бидејќи, навистина, мене ми се чини таму некаде на крајот од овој месец ќе се играат и елиминациите за ракометниот куп. Значи сега се забрзува, па следуваат елиминациите во купот, па продолжува плей-оф и плей-аут. Чисто да се знае. Одеме со кошарката. Денес својот надпревар го играат Чаир и Тиквеш Голден Игл. Многу важен надпревар. Феникс дома загуби од Пелистер 80-95. Ангели Куманово 70-99. Очекувано. МЗТ Гостивар 84-73. Очекувано. Маđари ТФТ 90-111. Заради неискуството на маđари, ќе речем очекувано. И во најинтересниот надпревар, работнички Кожув 99-92. Конечно и работнички победи. Еве како изгледа табелата. 29 бода ТФТ, 28 МЗТ. Овие со по 3 букви најгоре. Пелистер трет со 26, Куманово има 23, толку има и Кожув. 22 има маđари, работнички и Феникс имаат по 21, Тиквеш Голден Игл има 20 и надпревар помалку, Чаир има 19 и надпревар помалку, Гостивар има 18 и Ангели имаат 16. Што се случува? Тиквеш има 3 победи во серија. Меѓутоа, амбиентот е сега на повисоко ниво, повисок левел. Очекуваме нашите дечки да искористат таа атмосфера, таа еуфорија која што настана. Имаме квалитетни странци кои што можат до победи против Чаир, меѓутоа првен да скокнеме па да кажеме оп. 2 пати ќе измериме, еднаш ќе кроиме. Чаир не е воопшто за подценување, тие имаат многу квалитетен состав и тие имаат квалитетни странци, сега притисокот од публиката, од судиите и ред други работи, може да си го направи своето. Меѓутоа, да не бараме алиби, да почекаме да видиме што ќе се случи. Меѓутоа, ако Тиквеш го совлада Чаир, веднаш на табелата ќе ги скокне Феникс и работнички и ќе се изравни со маđари. Морав ова да го спомнам, за да се надоврзам на следното. Во следното коло, значи следно коло, наредниот викенд, не е наредниот викенд, во следното коло Пелистер игра со Ангели. Очекуваме победа. Кожув дома игра со Чаир, очекуваме победа на Кожув. Куманово МЗТ ќе биде интересно, предност блага на шампионот. Гостивар работнички овде гостиварчани имаат нов тренер Перо Блажевски, очекувам гостиварчани да играат за тренерот. ТФТ Феникс во Скопската пресметка и Тиквеш Голден Игл во Кавадаци го чека маđари. Сега реков, не е наредниот викенд, значи не е за Свети Трифун, бидејќи за Свети Трифун се игра кошаркарскиот куп Final 8 во Куманово, петок, сабота, недела, 13, 14 и 15 февруари. Ако не се лажам, двојките за четвртфиналето се ТФТ Феникс, МЗТ работнички, вечните ривали, Кожув маđари и Пелистер Куманово. Тоа е за машката кошарка. Одиме сега на женската. Таму се одигра 12-тото коло. Еве ги резултатите. Крива Паланка Про Баскет 63-52. 11 разлика, меѓутоа ќе направиме анализа на овој надпревар. Патриот Спорт Тим, изненадување број 1. 44-34. Прва победа на Патриот. МЗТ Бадел 65-76. Бадел си зеде странска заселување и сега многу помирен. И во дербито, актуелниот шампион и лидер Баскет Кам си го дозволи тој луксуз и по втор пат сезонава загуби од Вардар. И тоа на домашен терен во Македонска Каменица.
Баскет Кам Вардар 43-53. Смена на врвот. Сега прва е екипата на Крива Паланка, која има изброј бодови 22 со Баскет Кам. Меѓутоа, подобри се меѓу семниот скор. Вардар е на третото место со 21, Бадел и Про Баскет имаат по 19, МЗТ 15, Спортин 13 и Патриот 13. Девојките ќе играат следниот викенд за Свети Трифун. Про Баскет овде во Кавадаци го чека тимот на АЦ Шаданов. Вардар. Ќе биде густо. Меѓутоа, јас мислам дека со квалитетна поддршка од страна на публиката, веќе е време, драги мои кавадарчани, да почнете да ги поддржувате и девојките. Време е мама, тато, баба, дедо, стрина, тета, вујче, вујна и таквите роднини да почнат да доаѓаат во сала и да си ги гледаат децата, внуците, правнуците и така натаму и така натаму. Време е школските пријатели да ги остават телефоните и чатовите по Facebook, Instagram, Бибер, Вибер и таквите работи и да одат во сала да си ги видат колешките. Време е лозари да дојдат и на женска кошара, да им дадат поддршка на нашите девојчиња. Имаат 4 победи во серија. Паланка е екипа која што претендира за висок пласман. Меѓутоа, што се случи? Се случи катастрофална лоша ден шутерска. Јас ќе се обидам да ви презентирам зошто мислам така. Стоева, шут од поле, 1 од 4. Милица Јовановиќ, шут од поле, 5 од 15. Сега, нека се стават сега. Некога го тепаат Патриот па да тураат, видете го ова, видете... Стави сега промашувањата твои и кажи, видете го ова, немав мој ден. Па да бидеме фери на чисто, нели? Не е само да се фалиме кога победуваме, ајде да се фалиме кога губиме. Значи, Јовановиќ имаше 5 од 15 шутеви. 6 од 9 имаше Кајла Томас, солидно. 4 од 9 имаше Петровска. Душица Мицева 0 од 1. И сега внимание, Меккормик, уште една американка во нашите редови, 0 од 8. 1 од 7 Лиле Георгиева. 2 од 3 имаше Богоевска. Катастрофа. Нема што тука лево-десно. Значи шутот не ни одеше. 1 од 6 за 3 поени Милица Јовановиќ. 1 од 4 Сара Петровска. 1 од 4 Лиле Георгиева. 0 од 3 Меккормик. И кога ќе ги соберете? 3 од 18 за 3 поени. Машала. Меѓутоа, слушнете ги истите овие бројки за домакинот. 1 од 8 Груевска. 7 од 20 Михаела Алексовска. Упорно ја форсираат Алексовска. Добро, во Паланка може да ја форсираат, но кога ќе ви дојде екипа кај што предводник е Алексовска, мора да си победите. И да ги искористите нејзините мани. Да, даде 18 поени Михаела, меѓутоа, пазете, 7 од 20, 13 промашени шута. Знаете ли што е тоа на спротивната страна ако имате квалитетна екипа? Тоа се 26 поени. Не мора да се 26, нека се 13, упола. А ние загубивме 11. Значи, 7 од 20 има Алексовска. 1 од 9 има Ѓорѓиевска. 6 од 11 има Нуи Хуис, американката која што беше најефикасна со 19 поени. Втората американка Грин имаше шут од поле 2 од 10. Робинсон, третата американка, имаше шут од поле 4 од 13. Катастрофи и они. А ние не знаеме да казнеме. И каде е сега клучот и зошто загубивме? Прво да потенцирам
Прва четвртина 17-15. 2 разлика. Втора четвртина 17-14. 3 разлика. Трета четвртина 18-17 и последната 11-8. Не може бе, луѓе, играме Суперлига. Играме најквалитетно женско кошаркарско надпреварување, ние даваме 8 поени. 4 зицера. 2 тројки и 1 двојка. 8 поени за 10 минути игра. Еве зошто загубив. 51 скок има Паланка. Ние имаме 42. Разликата е 9 скока. Меѓутоа, тие 9 скока, ке речиш, не се толку. Еве и тие има лош шутерски ден, па промашува. Проблем се другите скокови. 34 дефанзивни скока има Пробаскет, 31 има Паланка. Меѓутоа, Крива Паланка има 20 офанзивни скокови. Пробаскет само 8. Знаете ли што е тоа? Тие шутнат промашат, си ја фанат топката, дадат кош. Тие шутни промаши, си ја фанат топката, дадат кош. Затоа загубив. Да не би одземам многу време, онака за почеток, мене ми се чини дека е задоволително. Правиме рекапитулар. Фудбал. Утре, Шкупи Тиквеш во Кавадарци. За Свети Трифун ќе бидете точно известени дали е сабота, недела, петок, понеделник. И јас само ќе речам за Свети Трифун, бидејќи е викенд, нели? За Свети Трифун, Тиквеш Кенија. Тоа е фудбал. Ракомет, во среда би требало да биде Прилеп Тиквеш, па за Свети Трифун, Тиквеш Куманово. Пак ќе речем, дали ќе биде петок, сабота, недела, благовремено ќе ве известиме. Машка кошарка. Денеска Чаир Тиквеш Голден Игл, па следи пауза за купот, па наредниот викенд, како им дојде 21-ви, Тиквеш Голден Игл Маджари. Имаме време за консолидација. Женска кошарка, тие не играат куп, тие купот ќе го играат на 21-ви. Во Каменица, пардон. За Свети Трифун, Пробаскет го чека Вардар, предводен од селекторот Шаданов. И во Вардар има наши деца, затоа ќе ве поканам. Утре сите на стадион, а за викендот спремете се. Првен човек на фудбал, па на женска кошарка, па на ракомет. Или обратно, како сакате. Фудбал секој ќе биде на прво место. Ќе има, значи, многу спортски настани во наредниот викенд. Да сте ви здрави и живи, ќе се видиме на трибина, што би рекле лозари наши, да ми си тие здрави и живи. 26-та година на лозари, си го прославија тие родендано што си го прославија. 26-та година на Европското првенство во ракомет, година на 25-тите зимски олимписки игри во Милано и Кортина, година на светското фудбалско првенство, мундијалот во Мехико, USA и Канада. Останете во добро здравје, во добро мисла. Тука ќе го завршиме 1102-то поред издание на емисијата Спортодром со Мики. За 7 дена на исто место.